секоја недела работните денови ќе правиме по една акција за расчистување на парковите низ Берово, расчистување на кејот, пошто сега ради периодов што е со короната, се повеќе луѓе доаѓаат на парковите, доаѓаат по кејот на прошетки, но свеста е многу на ниско ниво. Може да видите по репортажите дека ѓубре има расфрлено на сите страни, отпадот се остава многу, свеста е многу лоша. Тоа е работа на комуналното предпријатие и на општината. Јас разбирам дека не можат да средат се, али активностите нивни според мене се на малце ниско ниво. Еве, ние веќе втора акција ние каде ја нудиме нашата помош за средување на Берово и на зелените површини во Берово и околијата, но сепак кантите не е изфрлени. Горе на езерото кога правихме акција исто, корпите не е изфрлени и ситуацијата е сериозна. Еден апел до граѓаните и до општинските власти. Тоа е убаво што се собираме по паркови и има раздвиженост во паркови. После години веќе парковите повторно се активира, има посетеност, но малце повеќе се обрати внимание на оставањето од отпадоци. Овде во зеленилото има влегувал трактор со товарна приголка, не знам, изгазен е тревникот. Зошто тоа? Треба некој да поведе одговорност. На градскиот парк пред некој ден мотори се тркаат по кејот. Некој треба да снесе одговорност за тоа се. Дали сето тоа влијае и на примамувањето на туристи, бидејќи нашиот град е туристичко место? Дефинитивно. Берово како Берово има огромен потенцијал, но не го искористуваме, односно и тој потенцијал што го имаме го пропустуваме. Треба малце повеќе да се обрати внимание. Ние се залагаме и работиме за привлекување на туристи, за промовирање на Малешевијата, но не можеме сами, мораме некоја поддршка да добиеме. За сега нашата работа е само финансирање. Сите членови во здруженијето се залагаат и време, и средства, и све за да функционира здруженијето како што треба. Немаме поддршка, реално немаме поддршка од никој, ниту од општината, ниту од приватниот сектор. Внесувавме неколку пати барања за спонзорства, никој не ни обраќа внимание. Дали е од негативното искуство за досегашната работа на други слични здруженија или клубови, или како да ги наречам? Едно од основните културни правила според мене е оти ѓубрето се фрла в кантот, а не се фрла дека ка стигне. И апелирам до сите родители и учители тоа да го напоменуваат пред секој час учителите, а родителите, детето кога влегне дома, като знаят да му речат патиките да си намести, така да му речат оти ѓубрето вонку кога е, треба да е в кантите. И до институциите апелирам почесто да чистат парковето и една многу лесна работа е барем да се соберат веќе ѓубришчето од кантите, да не ги размакнуваат кучиња и тие работи. Ние нон-стоп планинариме и затоа сакаме да ни е чисто и гледаме дека планините се чисти, зашто да не биде чисто и околу нас. Затоа апелирам до сите ѓубрето да го фрлаат во кантите, затоа што ова не е убава гледка ни за останатите, а ни за тие што се играат во паркот, малите деца и така натаму.